Ти си, Зори, е поет, писател, преведувач, новинар и патеписец. Уредник си во списанието Токио Викендар, посветено на култура и патеписи. Голема честа една македонка да биде уредник на едно такво престижно списание. Колку време работиш како уредник? Како функционира работата таму? Кажи нешто повеќе за тоа. Да, воедно јас сум првата македонка. Мислам дека и првата што ја запознале во животот. Токио Викендар е најстариот магазин на англиски јазик во Јапонија, значи постои над 50 години. Кога не пишуваме за патување низ Јапонија, пишуваме и значи јас во главно уредувам текстови за културата во Токио, што па повлекува запознавање со моментално најактивните и најкреативните модни дизајнери на накид, писатели, уметници, дизајнери и така натаму, музичари. И мислам дека и преку тој магазин исто така културата на Јапонија моментална ја впивам на 200%, значи побрзо него нели некој што не би го работел тоа, немаш толку време да допир. Јапонија е многу далечна земја за нас и иако многу луѓе кај нас ја сакаат и гаат љубов за Јапонија, имаат интерес, многу е тешко да замислиме каков е животот вистина таму. Многу малку податоци слушаме и многу малку вести. Така што секогаш кога доаѓа некој да посети Јапонија, се наоѓа изненаден од сите мали подробности на животот. Вистина едно различно општество од нашето, различна култура, но исто и постои разлика помеѓу малите и големите градови. Јас отидов таму специјално за да живеам во Токио и за да работам во Токио, но Токио е еден од најголемите градови во светот, метропола со 30 милиони жители. И животниот стил во Токио е сосема поинаков дури и од другите делови некогаш во Јапонија, затоа што таа урбана атмосфера се ствара свој некои навики, свој ритам на живот и навистина едно поинакво темпо, многу подинамично темпо на живењето на секојдневието, но за мене тоа е доста возбудливо.